Неколку минути по 8 часот еве сме назад во студио. Стигнавме и до вториот дел од нашата емисија каде ни се придружуваат нашите гости. Мој денешен гостин е Александар Савевски, председател на студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Добро утро и добро ни дојде, Александар. Добро утро и ви благодарам на поканата. Кукава и каде лежи моќта на еден студентски парламент гледано низ призмата на приликите што ги пружа Македонија? Студентскиот парламент при Технолошко-технички факултет Велес представува една непрофитна организација, која што исто така е невладина организација и работи според свој статут и програма за работа. Така да согласно програмата и статутот утврдени се и одредени цели според кои што постапува и значи сите активности на организацијата се движат во рамки на тие предвидени цели, односно во насока на застапување на правата и обврските на студентите, понатаму создавање можности и услови за подобро студирање на самите студенти, а од друг аспект и организација на секако вид на активности, дали тоа ќе биде едукативен, спортски, културно-забавен карактер, кој што ќе допринесат во развојот на самите студенти. Исто така, тука се вбројува и самата соработка со одредени институции, органи на управување, дали во самиот факултет каде што точно функционира нашиот студентски парламент, дали на ниво на еден универзитет или со другите институции во државата, каде што нормално ни соодветна постапка со соодветни барања или договори или преговори, има голем број на начини, соодветно се побараат одредени потреби кои што им се на студентите и да се излези во пресред на нашата целна група за која што сме и формирани и за која што цел и постои. Така. Постојано реализирате активности од различен карактер. Можете ли да споделите со нас дел од активностите кои ги реализирате во текот на изминатава година? Студентскиот парламент при Технолошко-технички факултет Велес оваа академска година започна со соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство, каде што реализиравме две трибини наменети за студентите. Едната трибина се одржа тука во Велес, каде што и седиштето на факултетот, а другата трибина беше одржана во Кичево на нашите диспрезирани студии. Тема на трибината беа новите законски измени, обврски на операторите, поврзани со значувањето на храната. На самите трибини присуствува и представници од бизнис секторот, кои што се наши соработници, каде што студентите посетуваат практична настава. На тој начин им овозможивме да се запознаат и тие со сите тие законски обврски кои што ги очекуваат, но од друга страна и студентите, како студенти на соодветни студиски програми по прехранбена технологија и нутриционизам, но од друга страна како потрошувачи треба да знаат што точно треба да очекуваат на самите декларации на производите. Потоа продолживме со организација, веќе тоа ни представува една традиција. Се организираше во ноември месец третиот студентски турнир во пинг-понг во Велес, каде што учествуваат студенти од сите единици во состав на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битол. Тој настан е под покровителство на студентски парламент при Универзитет Свети Климент Охридски Битола, а оваа година се одржа во соработка со Совет на млади при општина Велес и Совет на млади при општина Битол. Потоа за прв пат започнавме и со организација односно соработка со студентскиот парламент при Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Студентскиот парламент при Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје организира смотра на млади истражувачи и за прв пат оваа година наши студенти имаа можност да се представат на таа смотра и да ги презентираат своите резултати од своите истражувања. Потоа како и годините уназад, така и во текот на оваа академска година се организираат студентски забави, крводарителски, односно хуманитарни активности. Тука ќе спомнам дека како соработник кој што ни се приклучи со почетокот на оваа академска година и Советот на млади на општина Велес, со кој што на почетокот реализиравме неколку работни средби со цел да ги утврдиме нашите заеднички цели за работа. Заеднички организиравме трибина по повод Денот на македонските студенти. Трибината беше со наслов Плодовите на образованието се Корените на образованието се горчливи, но плодовите се сладки, каде што имавме предавачи и гости на трибината кои што има за цел да ги поттикнат и мотивираат нашите студенти. И нормално таа соработка со Советот на млади продолжи
веќе во овој дел од академската година, односно овој семестар, каде што беше потпишан и меморандум за соработка со Советот на млади. Ние како студентска организација покрај со организациите кои што се тука локално од градот Велес или од нашата држава, последните години ставаме акценти на меѓународната соработка. По втор пат во периодот од 1 до 5 ноември бевме дел од 10-тиот меѓународен конгрес за студенти по технологија во Нови Сад. Тоа е резултат на нашата претходна остварена соработка со студентската унија на Технолошки факултет во Нови Сад и на тој начин успеавме да бидеме дел и ние од тој настан. На тој настан, покрај тоа што повторно студентите имаат презентација на своите истражувања, на своите трудови, таму нормално учествуваат околу 50 на студенти од сите технолошки факултети кои што се од Балканот. Тоа е можност за нови познанства, нови контакти, а тоа нормално понатаму не води кон нови соработки, а од друга страна исто така се организирани пленарни предавања на најразлични теми поврзани со технологија, со здрава храна, со исхрана, работилници кои што се организирани од нивни невладини организации, така што со самиот престој таму имаме и уште еден бенефит, односно нормално стекнување на дополнителни вештини и знаења. Покрај соработката со студентската унија Нови Сад, активно соработуваме со младинската иницијатива Сакам можам од Долни Милановац, Република Србија, и заедно со таа организација веќе пишуваме, аплицираме партнерски проекти во рамки на програмата Erasmus+, и нормално тоа ќе го продолжиме и понатаму. Исто така доста значајно, затоа што во изминатиот период остваривме и соработка со Евројада, тоа е организација која што организира спортски студентски надпревари од светски рамки, значи не сме ограничени само на Балканот, и можеме слободно да истакнеме да се пофалиме дека студентскиот парламент при Технолошко-технички факултет Велес, односно градот Велес, е единствен од нашата држава кој што има покана за учество на овие спортски игри кои што треба да се одржат во ноември месец во Прага, а целиот тој настан, односно потекнувањето на спортот, нормално спортот е здрава навика која што треба да практикуваме сите млади луѓе. Се аплицираше исто така проект во рамки на програмата Erasmus+, кој што е веќе во втора фаза. Нормално постои соодветна комисија која што го прегледува тој документ, го оценува и доколку биде прифатен од Erasmus+ програмата тој проект, нашата организација значи ќе биде одговорна на ниво на нашата држава да ги спроведе сите промотивни активности, да мотивира што повеќе студенти од нашата држава да се надпреваруваат во било која спортска дисциплина, значи на еден светски студентски надпревар. Така. Подпишавте меморандум за соработка пред малку, кажавте со Советот на млади при општина Велес. Која е целта на меморандумот и кажете ни нешто повеќе за проектот на млади, здрави навики, здрав живот? Како што споменав, работните средби, првите соработки дадоа резултати со Советот на млади, затоа се одлучивме и на подпишувањето на тој меморандум за соработка, кој представува значи една основа, таму се утврдени сите цели во која насока би се движеле нашите идни соработки. Од 1 март, заклучно со подпишувањето на меморандумот за соработка, официјално го започнавме проектот Здрави навики, здрав живот, кој што е наменет проект за младата популација од општина Велес, со финансиска поддршка од општина Велес. И тоа го споменуваме повеќе пати, ќе го споменам и во овој разговор, дека на овој начин со ова финансиска поддршка општината нормално покрај тоа што ги поддржува нашите организации за да го реализираат овој проект, треба да представува и позитивен пример за другите општини да поддржуваат проекти од ваков карактер со цел подобрување на животните навики на младиот човек. Проектот предвидено да трае 3 месеци, веќе е во тек, започна од 1 март и се планира да трае до крајот на мај 2016 година и офаќа поголем број на активности. Со самото официализирање на стартот на проектот беа подготвени тимови кои што изработеа анкетен прашалник кој што се состои од околу 30 на прашања, кои што се од аспект на здрава, квалитетна, безбедна храна, колку тоа ние значи правилно се исхрануваме, од друга страна колку сме физички активни и нормално да добиеме една
целосна слика за состојбата со младите во таа област. Тимовите кои што се формирани работат веќе се на терен, односно се посетуваат средните училишта, факултетите, се анкетираат младите луѓе. Низ цела Македонија? Не, станува збор за проект кој што е локално во градот Велес. И затоа нели споменав, треба да биде позитивен пример тоа да го направат и останатите општини. Нормално ние со своите капацитети, со своите искуства и знаење стоиме на располагање доколку има интереси од другите општини да се имплементира ваков вид на проект. Поставен е и онлайн прашалникот со цел нели значи време на вашата страна на факултетот? Да, така, на нашата страна на факултетот, на фан страните на социјалните мрежи, каде што исто така значи им е достапен да го потполнат. Кон крајот на неделата ќе следи сублимирање на резултатите, односно еднодневна активност која што ќе офати обработка на анкетните прашалници, графичко прикажување на резултатите. Потоа во соработка со наставниот кадар при Технолошко-техничкиот факултет во Велес ќе бидат подготвени 2 или 3 работилници и кратки едукации на кои што нормално за тоа дополнително ќе известиме за датум на случување кога ќе се изведуваат тие едукации и работилници со цел значи што можно повеќе млади да ја добијат таа информација и да бидат дел од тие едукации и обуки. Потоа следи во рамки на одбележување, во рамки на проектот ќе го одбележиме 7 април, Светски ден на здравието, така да веќе тимот ги подготви едукативните флаери. Во градот Велес на повеќе локации ќе се делат едукативни флаери со совети за здрави навики и здрав живот. И веќе во втората половина, по завршување на едукациите, втората половина на април е предвиден за спорт, односно исто така ќе објавиме повик, каде што сите млади ќе можат да учествуваат во турнир во кошарка, кој што нормално зависи од временскиот период, односно временските прилики. Планирано е да се одржи на отворено, односно на игралиштето што е во близина на поранешното основно училиште Джинот, односно во близина на зградата каде што порано беа сместени факултетите. Тоа е едно игралиште кое што е реконструирано од општина Велес и треба да се искористи за намената за која што е и реконструирано. Така да понатам, значи нормално ќе ги презентираме сите резултати од проектот, ќе се направи евалуација колку се тоа дава резултати и дали значи има простор за понатамошно проширување на самиот проект во кој значи или некое надополнување. Ќе се направи публикација која што ќе биде објавена и онлайн, но исто така и публикувана, во која што ќе бидат сите овие активности детално опишани, документирани, значи еден документ кој што ќе биде сведок за правилната имплементација на самиот проект. Целите кои што ги поставивме се да се влијае на свеста на младиот човек, да променат дел од нивните лоши навики, нормално доколку ги имаат, да живеат здраво, значи да стекнуваат здрави навики. И сето тоа претходно нормално треба да има некоја основа за ние да си ги поставиме овие цели, затоа што пред 3 години беше спроведена еден помал интерен проект кој што беше исто така во организација на студентскиот парламент, кој што беше само едно анкетирање и наод на резултати, каде што се увиде дека студентите, тогаш само студентите ни беа целна група, се увиде дека се користи многу брза храна, не се физички активни, не се внимава на оброците во текот на денот. Значи сето тоа беше една од причините за започнување ваков проект, но е што се потврдува и од Светска здравствена организација, од соодветните институции во државата дека се повеќе се забележува појава на дебелината кај децата, кај младите луѓе, неправилен начин на живот и сето тоа нормално и на млади години доведува до појава на заболување. Така. Го поминавме април, ќе стигнеме и до мај. Традиционално секоја година учествувате на технологијадата, која се одржува во Долни Милановаc, Србија. Кажете ни нешто повеќе за овој настан кој претпоставувам дека се одвива во мај месец. Така, технологијадата и оваа година ќе биде во мај месец од 15 до 19 мај во Долни Милановаc, хотел Лепенски вир, Република Србија. И претходно и за прв пат студентскиот парламент при Технолошко-технички факултет Велес се приклучи на овие спортско-научни надпревари во 2012 година
исто така се одржува на истата локација во Долни Милановац. Беше остварена таа соработка и од тогаш еве до ден денеска нашите студенти и наставниот кадар земаат учество на овие надпревари. Целта е повторно им се возможи на студентите да ги презентираат своите истражувања, значи своите истражувања, резултати од истражувања кои што ги прават во текот на студиите. Тоа е значи едната област во која што може самите студенти да учествуваат, од друга страна спортски надпревари. Значи да се промовира и спортот и науката, нормално тука и дружењето. Учествуваат отприлика околу 10 факултети, покрај факултетот нашиот факултет од Велес, факултетот од Скопје, Марибор, Белград, Нови Сад, Зворник, Бор, може да испуштам некој сега во оваа прилика. Станува збор за настана кој што присуствуваат околу 500 студенти на едно место. Оваа година организатор е Технолошки факултет од Зворник. И секоја година има различен Да, се ротираат организаторите, така да секоја година има шанса да се покаже како добар домаќин некој нов факултет. Се надеваме дека наскоро ќе ни дојде и можноста и на нашиот факултет да бидеме домаќини на овој настан. Како што напоменав, сите студенти кои што може слободно да се пријават, да учествуваат дали во спорт или со наука. Во секој случај станува збор за едно позитивно искуство и кога мислам, тие 5 дена се кратки, мислам премногу кратко време и ги знаеме сите, мислам, затоа што сме биле веќе таму и знаеме колку е тешко после тоа кога ќе се вратиме назад. Мислам, дружење со многу колеги, нови контакти, после тоа, мислам, 5 дена се навикнуваме сите заедно и после тоа нормално, затоа и како што ги спомнав и претходно со работките меѓународен карактер се стремиме тие контакти да ги одржиме. Така. Колку компаниите и институциите во нашата држава се спремни за соработка да инвестираат во младите? Технолошко-техничкиот факултет Велес со своите студиски програми покрај теоретскиот дел има голема потреба и од практична настава за студентите. Факултетот како факултет, она што може да го понуди се лабораториските вежби во лабораториите кои што се во факултетот во Велес и на диспрезираните студии во Кичево, каде што лабораторијата е дел од проектот на владата на Република Македонија за опремување на лаборатории на факултетите. Во последни, нормално со самото започнување со работа на овој факултет, се склучени договори со компании, односно значи од прехранбениот сектор, оние компании кои што нас ни се потребни. И можам да кажам дека дел од компаниите имаат големо разбирање и соработка за дали тоа ќе биде еднодневна посета од страна на студентите, реализација на практична настава, дали ќе биде за подготовка на дипломски, магистарски проекти и така натаму. Но тука на тоа поле треба многу да се работи и да се продолжи понатаму да се зајакнува врската меѓу образованието и индустријата. Сепак индустријата сака да добие од високообразовните институции готов продукт. Мислам, не зборувам генерално, сепак има дел од индустријата кој што за секое почитување и излегува во пресред на студентите, но сепак постојат уште некои бариери кои што треба заеднички како меѓу со соработка овие две компоненти да ги разбијат. Така што не може студентот самото дипломирање да отиде во индустрија и они да добијат готов продукт. Од друга страна треба и компанијата да вложи во младиот кадар, затоа што сепак нормално еднината на таа фирма останува на младиот инженер кој што сега започнува со своето работно искуство. Кога станува збор за институциите, од стручна гледна точка, оние институции кои што се сродни со нашиот факултет, дали тоа се центрите за јавно здравје, агенцијата за храна и ветеринарство, соработуваат и имаме одлична соработка со нив во изминатиот период. А од друга страна, нормално потребни ни соработки со други институции кои што не се сродни со нашиот факултет, например соодветните министерства, потоа раководните органи, тела во рамки на факултетот, универзитетот. Тука можам да кажам дека исто така имаме одлична соработка. И исто така во самиот факултет, во универзитетот, сите тие работни тела кои што постојат, дали е наставно-научен совет, деканатска управа, сенат или ректорска управа во рамки на универзитет, имаме делегирани своји представници, односно членови од студентите, така да и на тој начин уште повеќе можеме да ги доближиме нашите барања или потреби до раководните органи. Така.
Колку сте задоволни од стручната литература и достапноста на книгите во вашиот факултет? Нашите насоки продуцираат инженерски кадар и нормално инженерите се двигатели во едно општество, потребни се во секој сектор, така и во прехранбениот сектор. Кога станува збор за оној теоретскиот дел подкрепата од литература, пред неколку години самото отварање на факултетот беше повеќе литература која што се користи дали од српски автори или англиска литература, која што со тек на време владата на Република Македонија, нели соодветното министерство го имплементираат проектот за превод на стручна литература. Таа стручна литература која што е преведена од страна на владата е доставена до нашиот факултет. Достапна е и тука во Велес, но и на нашите дисперзирани студии во Кичево и во Битола. Се користим таа преведена литература во рамки на предавањата. Професорите вклучуваат дел од тие материјали во нивните предавања. Нормално ние како студенти ги користиме за подготовка на колоквиуми и испити и исто така големо проширување на знаењата, односно можеме да искористиме во таа литература се вметнати истражувања кои што се правени на светски признати универзитети и можеме тие податоци или референции да ни се корисни, односно ги користиме дали во подготовка на одредени семинарски работи, проекти, магистерски или дипломски трудови. Во секој случај станува збор за еден одличен проект кој што е добар за студентите. Така. Што можеме да очекуваме од вас во иднина? Во овој период ги споменав тековните активности со проектот Здрави навики, здрав живот. Тука се подготовките кои што се за технологијата 2016, сепак не е едноставно да се организираме за тој настан, покрај нормално финансиските средства, нормално и екипирањето, сега се тие договори, преговори во што да се учествува, кои тимови да се формираат. Тука ќе споменам дека како факултет и како студентски парламент при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, односно при ТТФ Велес, кој што сме членка на нашиот матичен парламент кој што е при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, ќе земеме активно учество во сите активности кои што се планирани по повод 1100 години од упокоението на Свети Климент Охридски. Така да до нас се доставени дописи во текот на април месец, значи станува збор за месец кој што ќе биде богат со активности. Ќе се одржат универзитетски лиги во футсал, потоа ќе се одржи универзитетска лига во баскет и шах, каде што наши студенти ќе земат учество, веќе екипите за кошарка и фудбал. Голема ли е заинтересираноста за Да, значи има интерес од страна на студентите. Од сите факултети некако ние правилото пријавуваме по една екипа, значи по една екипа која што ќе представува самиот факултет. Односно нашата студентска организација. Можат да земат учество прва, втора, трета, четврта година. Да, така, значи нема ограничување со годините. Битното е да се студенти на нашиот факултет, односно на тој универзитет. Потоа, значи во моментов очекуваме уште да се пријават учесници за шах. Потоа исто така универзитетот организира и ораторски надпревар, кој што во тек е пријавувањето, исто така од една страна станува збор за факултети насоки кои што ги имаме од инженерски аспект, значи кај нас го има онеј дел повеќе истражување, но сепак позитивно сме изненадени што и нашите студенти пројавија интерес, односно ги поседуваат и ораторски способности и ќе бидат дел и од тој надпревар. Понатаму нормално отворени сме за секаков вид на соработка со други организации. Нормално цела оваа агенда за работа ќе се дополнува и во мај месец одбележуваме и 5 години од постоењето на студентската организација при ТТФ Велес, така да ќе се организира некој настан на кој што ќе биде сублимирано се што е работено изминатите години. Значи голем број на активности со кои што можеме да се пофалиме и затоа го иницииравме и пред одредено време издавањето на нашиот информатор ТТФ Инфо, во кој што покрај тоа што ги сублимираме активностите на предокот на нашиот наставен кадар, на тој начин им ги доближуваме на студентите активностите на професорите, да бидат запознаени што точно работат нашите професори, станува збор за квалитетен наставен кадар. Од друга страна ги сублимираме сите активности на студентскиот парламент, затоа што како еден вид на доказ, односно не доказ, туку забелешка за нашите резултати, оно што е нашето сработено.
Така се надевам дека ќе расте заинтересираноста за вашиот факултет. Вашата порака за студентите, за младите луѓе кои се иднината на нашата држава? Студентите, млади луѓе кои што, значи како што кажавте вие, иднината на нашата држава, би им порачал да вложуваат во своето знаење. Покрај, значи, онај дел на формалното образование што треба да се посветат, исто така добрнат внимание и на неформалното образование, стекнување, значи, на одредени комуникацијски вештини за тимска работа, едноставно некако разбудат тимскиот дух, креативноста. Ние сме тука, значи, покрај нашата организација, совети на млади, друг вид на организации и институции кои што стојат на располагање во нашата држава, може да ги слушнат нивните идеи и барања, и дека ова наша држава може само со наш допринос да оди напред, односно да допринесуваме за развојот на нашата држава, затоа што нормално тоа е нашата татковина и заеднички треба понатаму да ја градиме. Тоа од прилика што. Так. Александар, јас ти благодарам за вашето гостување. Се надевам дека ќе имаме прилика во некоја наредна емисија да бидете повторно наш гостин. Благодарам и на вас за поканата. Ти посакувам и поканата. многу успех во твојата работа. Ви благодарам.